Да, на самиот старт Цефер Селим, инаку основач и директор на демократската лабораторија. Добро утро. Ни остануваат уште 2 деневе да анализираме што се случуваше во првиот круг локални избори и што е она што ќе се случува во вториот круг локални избори. А во вториот круг локални избори очигледно дека можеби пак најинтересните прашања врзани со вториот круг се Скопје и Тетово. Ако зборуваме генерално за електоратот, но и оно расположение кај албанскиот електорат, ќе се случуваат ли некакви тектонски поместувања од она што беа резултати во првиот круг? Па добро, воглавно во локалните избори секогаш се случува да имаме некакви метаморфози или некакви мутации на постоечките коалиции во централно ниво. И тоа не е прв случај. Например, во Гостивар постоеше коалиција и пред тоа помеѓу Алијанса за албанците и ВМРО ДПМН, а дополнително на тоа во локална власт учествуваше и движењето Беса, што е многу поразлично од коалициите во национално ниво. Тоа што е можеби интересно и вреди да се коментира е неконзистентноста на политичките партии и политичарите во однос на нивните ставови и на тоа што зборуваат додека не си легнат речиси во ист кревет. Или додека трае кампањата. Додека трае кампањата и после тоа веднаш имаме промена на ставови. Тоа се случуваше и со СДСМ во парламентарните избори, тоа го гледаме и помеѓу Алијанса за албанците и ВМРО сега. И сега најинтересно влегување во сите овие кавги или овие дебати на движењето Беса која го комплицира многу повеќе целата кампања. Да, Беса ја комплицира кампањата бидејќи многу тесна трка е со Дуи во Тето. И сега ако се земат предвид гласовите кои што ги добија таму и ВМРО ДПМН и Алијанса на албанците и ДПА, како ги прогнозирате тие резултати? Што ќе се случува со овие? Ќе поддржат ли, кои ќе го поддржат всушност оглед на тоа што и двата избора се дел од власт? Па добро, веќе може и да се примети дека кампањите од првиот круг и вториот круг се многу поразлични, а и коалициите исто така. Сека веќе не станува збор толку многу за проектите и ветувањата на кандидатите што ќе прават со градот, туку повеќе тежина добиваат задкулисните пазарања помеѓу политичките партии кои што ќе зема од евентуална поддршка. Во Тетово е многу интересно поради тоа што во трка се две кандидати од владата кои се дел од владата, а во исто време Тетово е многу значаен за сите албански политички партии, но исто така тука има голем влог и самиот председател на движењето Беса, каде што во игра го има ставено неговата позиција како председател на партија, поради тоа што ако вие нема да ја добиете поддршката од граѓаните за градоначалник, значи не вашето место на национално ниво. Така да влогот е многу голем, не само за политичките партии во однос на тоа колку е значајно Тетово, туку се работи и за индивидуални кариери на политичари кои се моментално клучни во постоечката влада. Да, и овде морам да инсистирам на тоа. Алијанса за албанците, ВМРО ДПМН заедно настапија на локалните избори, меѓутоа во Тетово можеби ќе носат нивните гласачи ќе носат одлучувачката позиција на дали да билака сами, дали на Теута Арифи. Имаат ли веќе некакви најави за тоа на каде би се движеле, бидејќи досега не сретнав реакција јавно да кажат кој би го поддржал?
Па мислам дека станува јасно дека тука веќе, како што е примерот во Гостивар, каде што сите се здружија против кандидатот на Дуи, во Тетово има има иста таква слика, каде што се гледа дека некако тенденцијата е кон Билал Касами од страна на ВМРО ДПМН, а од Алијанса за албанците беше јасно кажано дека оние ќе го поддржат Билал Касами, кои за возврат чекат поддршка во Гостивар, Струга и во другите места каде оние настапуваат. И таа поддршка веќе и официјално го добија од страна на движењето БЕС. Селими, во град Скопје, деновиве гледаме барем изминатава недела дека се случува една кампања која што и како покренува многу прашања во однос на тоа каков е имотот, не знам, на кандидатот на СДСМ, до дали државјани на Бугарија е кандидатката поддржана од ВМРО ДПМН. Во Скопје исто така ќе одлучуваат оние гласови на албанските партнери, меѓутоа и ќе одлучуваат гласовите на оние кандидати кои што пред се водеа некоја зелена политика, како зелен хуман град. Но голема улога играат и 20.000 некаде гласови на кандидатот од Левица, кој што пак сам рече дека нема да ги номинира своите гласови кон едниот или другиот кандидат, но ако се следи соопштението на Левица, велат тие се антивладино расположени. Каква ќе биде улогата на овие гласачи, на останатите? Приврзаниците на една политичка партија или поточно кажано потесниот круг на активисти на политичката партија можеби ќе се убедат на тоа што ќе им кажуваат или што ќе им насочат политичките партии. Меѓутоа, тука станува збор за голем град, станува збор за главниот град и предпоставувам дека не е толку лесно да им се укажува на гласачите како оние треба да гласат. Посебно не после толкава жестока кампања која се водеше во последните денови. Валкана кампања имаше од двете страни и тоа е на некој начин демотивација за гласачите и граѓаните и затоа имавме и толку мала излезност во споредба со другите избори. Ја претпоставувам дека овие коалиции кои се прават во последни моменти и помеѓу политичките партии некако ќе успеат да ги задржат барем нивните стартни позиции. За добивање повеќе гласови тоа нема премногу да влијае од коалициите колку ќе влијае од самите кандидати. Иако јавната поддршка на пример на министерот Бојар Османи како дел од ДУИ беше да се гласа за кандидатот кој што тие го поддржуваат во владината коалиција, се најавува и има едни шпекулации за евентуално ново парламентарно мнозинство. Во едно такво ново парламентарно мнозинство може ли токму овие помалите албански партии и овие помалите од македонскиот блок, гледајќи шанса за некакво поместување на математиките во законодавниот дом, да работат во одредена полза, дали за Арсовска, дали за Шилево? Тоа е прво е легитимно право на политичките партии и тоа им е целта доаѓање на власт. Меѓутоа, најавата за нова влада повеќе е во функција на мотивирање на гласачите отколку што е реална можност. И тука јас би поставил неколку прашања за формирање на таа можноста за формирање на таа нова влада. Кога знаеме дека имаме многу нерешени дилеми помеѓу двата најголеми можни партнери, тоа се ВМРО ДПМН и Алијанса за албанците, и ќе треба барем
сега во тек на кампања да ги разјаснат тие дилеми. Кој ретерира од нивните цврсти ставови за можна влада? Дали ретерира Алијанса за албанците од позицијата дека нема да направи коалиција со никоја партија која не го прифаќа договорот со Грција и Бугарија, или веќе ВМРО ДПМН го има прифатено и договорот со Грција и договорот со Бугарија. Или пак дали ќе прави влада со во која ќе учествува левица, која го оспорува законот за јазици во Уставен суд, или Алијанса за албанците веќе го прифатило како не уставен закон кој треба да не важи веќе. И ред други дилеми кои ја мислам дека повеќе ова е во функција на локалната кампања отколку реална можност за тоа да се случува. И тука би сакал да нагласам дека веќе станавме имуни на тие ветувања и од страна на премиерот кој речиси пред и после секои избори најавува проширување на владината коалиција и партиите кои ќе учествуваат во влада, а од друга страна лидерот на ВМРО ДПМН кој исто така и пред и после избори најавува формирање на нова влада. Така да мислам дека во овие политички околности кои се моментално, владата ќе преживее, а целата ова реторика е во функција само на прибирување на дополнителни гласови кои би можеле да гледат некаква можност за не знам лични бенефиции или сепак гласовите на крајот им се најважни. Да. Благодарност на одвоеното време. Фала ви многу. Како што напомена и Сефер Селими, директор на Демократската лабораторија, токму тоа се некои од прашањата на национално ниво кои што лидерите на партиите сега во вториот круг ги презентираат пред електоратот, наместо да се зборува за што повеќе локални проблеми, се нагласуваат овие стратегиските националните прашања. Меѓутоа што ќе се случува понатаму, верувам дека придонесовме со оваа кратка анализа, во недела сигурно повеќе ќе се знае.